Од Аца Лукас ли да почнам, од Ристо Шишков ли да почнам, од Тони Менкиновски ли да почнам? Прашање е сега. Што ги поврзува овие тројца? Буквално ништо. А овие првиве двајца може да ништо не ги поврзува. Ама има трилема од каде да почнам. Ајде вака. Караницата помеѓу Ристо Шишков и прославениот хрватски југословенски глумец Звонко Лепетич, што кулминирала со одредени, така да кажам, пцовки од страна на Ристо Шишков упатени кон големи авторитети во тогашната комунистичка власт. Фактички, колку што знам, јас почнала од банална расправи од типот: абе, доста паламудите, вие тамо сите доаѓате одека снимате филмови у Македонија, зимате пари, македонски глумци не одат тамо горе да снимаат или многу ретко, 1 до 2 преку сила. Така почнала караницата на снимањето на филм на Бранко Гапо, мислам, во едно село во Македонија. После тоа кулминирало, знаете како, со политички прогон на Ристо Шишков, негово осудување, затворање, излеголо тамо, уште повеќе се одел на алкохолот и завршува како што завршува. Но македонската држава го удостои Ристо Шишков со споменици, улици, фестивали и така натаму, што е окей. Заслужил човекот, сакам да кажам. Но зошто почнав оваа приказна е почна вака? Апропо муабетот што таа политика на културна доминација од страна на северниот сосед без нивна вина, најмногу со наша вина, продолжи и по распадот на Југославија, што значи ништо не се смени по тој поглед, затоа што и ние во годините наназад, кога идевме со театар, да кажеме, кога гостувавме во Белград, во Хрватска не беше таков случајот. Во Хрватска, напротив, ќе мислите, чудно е, лудо е, но во Хрватска бевме пречекувани со најголем пиетет, со најголемо гостопримство, кога сме гостувале, да кажеме, во Гавела. Во Хрватска имаше денови, дани драмскog театра у Гавели, 2004 година, после кога гостувавме во 2007 во Сплит, на Сплитски фестивал. Значи бевме дочекани, особено тогаш во Загреб, во Гавела, во еден од најпознатите и признатите театри во Хрватска. Буквално нашето гостување, критики, импресии оде на прайм тајм на хрватска телевизија, на главните вести. Дури јас тамо еднаш мои изјави даваа тамо овака. Мајка ми се јави од Скопје: те има на хрватска телевизија на главни вести, нема вести. Кај што кажува дека нема повеќе карта, луѓето да не доаѓаат, дека билетите се распродадени итн. Значи беше нешто феноменално. За разлика од тоа, да кажеме, у Белград кога сме гостувале не било таков случај, напротив. Еве сега гостуваме во Београдско драмско со новата представа Куршуми на Бродвеј, на 3 играме, ќе видиме сега најнови импресии како дали тамо нешто се сменило. Значи тоа во тоа време 2004, 5, 6 кога сме гостувале, да кажеме, со представа во Белград, на пример дознавме кога ќе стигнеме тамо дека воопшто нема никаква реклама, дека гостува драмски театар, дека воопшто не е на таа тема, не се ни разговара. Во публика обично доаѓа најверојатно по некоја инструкција сите наши од амбасадата во Белград, со сугестија секој од нив да викне по некои пријатели срби со кои што најмногу се дружат, комши во Белград и така натаму, па така да се собира некои 80 до 100 души на наши представи. Напротив, сликата која гостува некој белградски театар во Скопје, знаете каква е, да не ви кажам. Нормално тука голема улога играат и тоа што имаат огромна продукција, филмска, драмска, телевизиска. И нормално дека сето тоа си го прави своето, значи не сакам да ги омаловажувам, напротив, него само кажам што придонесува до тоа, но за некои работи самите сме си криви, затоа што ние по некоја инерција, од кога се осамостои Македонија, продолживме да си бидеме на некој начин во одредени области, да се држиме до таа своја невидливост, до тоа своје неприсуство, иако често пати реалност, особено во културата, објективноста, покажа дека со ништо не сме поназад ниту од, особено на полето на театарот, напротив, дека не сме ништо поназад и помали ниту од Србија, ниту од Хрватска, ниту од било кој друг, што некогаш бевме, заедно живеевме во таа некогашна Југославија.
Се ова ќе оповрзам со оно што се случи нели претходно со Цеца, со нагрнувањето со бугарско знаме, без да знае. Ја верувам дека она немала појма. Ова кога се нагрнала во со бугарското знаме, не знаела каков бес и револт ке предизвика кај македонската публика, но тоа не ја оправдува и јоле, што викаат србите, малце од малце, треба да знае кај доаѓа и треба да знае барем, да, не мора како естрадна звезда, како турбо фолк звезда да ги знае политичките случувања, но барем малку од малку треба да има некој околу неа што ги познава, што уште во моментот кога и било предавано знамето, некој ще тогаш да изреагирал и тогаш да го спречал тој инцидент во самиот зародиш, но било што бил. Една работа, таа предизвика многу реакции тогаш и апропо главната тема, зошто сме толку под секогаш во зоната на зрачење на српската култура, дури до преголема мера. Немам против да бидеме под нечие влијание, да примаме влијание од запад, од исток, од било каде, но не да бидеме под нечија доминација, туку да тераме некоја своја приказна и да бидеме доволно способни, знаодливи, спретни, да ги промовираме нашите вредности, тука пред се мислам на културните вредности, да ги промовираме во регионот, затоа што сепак културата е еден од најголемите амбасадори на една држава. Преку културата една држава најубаво можеш да ја видиш, да ја препознаеш каква е и што е. Втори инцидент беше овој со Аца Лукас. Уапсен, зашто уапсен? Наводно немало тамо дозвола у тој клуб за не било пријавено, не знам што, баш кај многу поголем број на посетители имало дозволеното, што ќе се сложите е неприфатливо веќе да се случува во Македонија после онаа колосална трагедија во Кочани, но пак сега тука се отвараат прашања зошто во старт не бил забранет концертот, кога веќе знаеле, кога веќе виделе дека има 3 пати повеќе, 4 пати повеќе публика од што се реалните капацитети на тој објект. Тука било чекано да почне концертот, да влезе у завршна фаза, па дури тогаш да се пристапи кон апсење или приведување, небитно, тоа се направи, пак се политизираше цела ситуација. И сега као изјави од Аца Лукас, ќе размислам дали пак ќе доаѓам во Македонија, ќе гостувам, па имаш реакција од нашиве, дај добро размисло едно 10 години, па уопште не доаѓа, демек моабетов, демек тоа е начин како да се ослободиме од таа културна стега, културна естрадна стега, што доаѓа од нашиот добар сосед Србија. И како е да словам, но мислам дека ова не е начинот ти да правиш притисок од тој тип. Се добро, ова се случило што се случило, но мислам дека со ова нема ништо да се постигне. Мислам нема да има никаков ефект. Дури да им забраниш на сите српски турбофолкери да доаѓаат овде со забрана, онака со декрет од власта да им забраниш, не го решаваме проблемот, а проблемот се вика духовното ниво на кој што се наоѓа нашата младина и нивната зависност од турбофолк вредности, од површности, од ефемерии, од целосно обседнатост од материјалното и она што значи да се живее во власта на материјалното, во сите благодети што ги нуди добриот живот, мислам, материјално ситуиран, и сите оние вредности кои што, тоест вредности во наводници или невредности кои што со него доаѓаат и начинот како да се дојде до таков степен на ситуираност. А токму како се доаѓа до тој степен на ситуираност е тема на многу турбофолкери, на многу нивни турбофолк песни, кај што буквално се декламираат или се рекламираат најниски човекови страсти. Најниски човекови страсти во спрега со тотално отсуство на критична мисла или тотална некритична употреба на сите алатки што ги имаш за да создадеш во конкретниот случај музика. Затоа пак ќе повторам, турбофолкот не е музички правец само, турбофолкот е културно-социолошки феномен. Ако сакате поточно, тој феномен се огледува буквално секоја сфера во животот, дури и во политиката. Да ви појаснам што значи тоа, турбофолк е исто, например, ако некое село во Африка постојано се наоѓа под атак на некое друго село, друго
племе кое што помоќно од него. И ако тоа жителите од тоа тероризираното село се пожала дека се овакво на меѓународната ако им рече знаеме дека сте тероризирани, еве ви калашникови да се браните. Значи ви ги даваме да се браните. Најнова технологија или најнови шмајзери некој. Еве ви ги да се браните, не сме никој да ве напаѓа. И сега ни викаат, фала ви многу што ни ги спасувате животите, ги зимаат шмајзериве или калашникови или што и да е тоа оружје. Арнама почнуваат некритички да го употребуваат. Значи, кажано им е да го користат за одбрана, они истата ноќ упаѓаат у соседното село, другото племе и ги масакрираат сите, пошто овие се со копија, со стрели, овие се со најсовремени и ги масакрираат сите. Тоа ви еден вид на турбофолк во политиката. И да не зборам за други такви страватни работи, геноциди, колежи, кои што во својата суштина се турбофолк. Некритички ја користиш својата надмоќност, својата моќ врз голорако, невино или какво и да е население од друга етничка заедница. А тоа во турбофолкот би значило некритичко употребување на одредена технологија, би значило, например, ги имаш најсовремените миксети пред тебе, најсовременото студио, најсовремените микрофони, најсовремените инструменти, све најсовремено, компјутери за музика, најсовремени програми за музика, најсовремени. И ти почнеш некритички да ги користиш, тоа создаваш некој си галиматијас од музика, мешаш стилови, жанрови, мешаш баби и жаби, употребуваш најсовремени семплови од најсовремени песни, малце ги плагизираш, малце ги видоизменуваш, ги тураш у некоја фолк варијанта, не знам што, убацуваш некој етно на некој ритам современ кај што не му е местото. Значи создаваш кич. Благодарение на твојата некритичка употреба на овака, затоа што твојата свест е турбофолк. Ако се обидов некако да ви објаснам, драго ми. Што значи, не е поентата ти со декрет да им забраниш на српски или не знам какви други пејачи да доаѓаат у Македонија да пеат турбофолк или шо и да пеат таму. Проблем е како ти да создадеш младина која што ќе нема потреба да конзумира таква музика или такви филмови или појма немам, таква култура, таква уметност, таков светоглед да гаи. Оти не заборавете, се што започнало со турбофолк завршува во крв. Или, како што да ја парафразираме онаа стара реченица, се што започнало со кич, завршува со револуција или со крв, ако сакате. Тоа се случи на бивша Југославија, која што благодарение на таа турбофолк, не велам дека беше, пазете, главен виновник, но најголем процут таа турбофолк идеологија, ќе кажам, или културолошка матрица, доби неколку години пред да почне граѓанската војна, и таа турбофолк матрица се надградуваше од година во година за својата кулминација да ја достигне во времето кога веќе граѓанската војна беше во полнек. Па тогаш гледавме што гледавме и слушавме песни какви што слушавме и гледавме колежи какви што гледавме. Не видени до тогаш на тлото на Европа, од Втората светска војна. Значи, образовниот систем е проблем. Ти треба младите од мали нозе да ги насочиш да консумираат благородни четива, кои што ќе го надградуваат нивниот дух, четива кои што ќе развиваат нивната критичка мисла, филмови што ќе развиваат нивната критичка мисла, музика што ќе развива нивната критичка мисла. Човек, тропам, што не гледал барем една опера во животот, не слушал барем една симфонија од Бетовен, или една токата од, кажи го, од Бах, или некоја фуга од Бах, или не изслушал барем една-две композиции од Шопен, или од Мусоргски, или од, кажи го, овој Амадеус, или од, појма неам, од Вивалди, кој не знае за 4 овие годишни времења. Од тој човек можеш да очекуваш секоја, како да кажам, секоја валканица да влезе во неговата глава од музика. Да, он сигурно нема да се определи у животот. Ретки се тие што ќе се определат кај што операта или класичната музика му станува водилка у животот, само тоа. Некој од нив ќе слуша поп, некој од нив ќе слуша џез, некој од нив понатака ќе се определи ќе слуша рок.
Но благодарение на таа подлога, што се добива во образованието почетно, основното, верувајте, нема никогаш да заглави на турбофолк. Исто се случува и со четивата што ќе ги чита, книгите што ќе ги чита, филмовите што ќе ги гледа. Не може некој што го познава, ги познава филмовите, го гледал Фелини, го гледал Джим Джармуш, го гледал, поима немам, кажи го, Виторио де Сика, гледал филмови на Бертолучи, на, поима немам, на Кустурица, на ред автори, Вим Вендерс. Не можете од тој човек да очекувате дека ќе паѓа унесвест на некој холивудски лимунади или турски серии. Не можете, едноставно, тој толку има проветрено својот мисловен апарат, благодарение на тоа основно образование, што оне менталниот имунолошки систем е многу јак, за да прими некоја таква будалаштина или некоја таква површност, како што не знам, турбофолкот или некоја мелодраматична турска серија да му стане Есмералда или како се викаат тие на времето што ги пушта Ранду, Манду и т.н.